Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова издание ќе гледате. По победата на СДСМ во Штип. Граѓаните го казнија неодговорното однесување на раководството на ВМРО ДПМН кон Штип. Денес цел Штип беше сведок на мафијашки избори, организирани од Зоран Заев. Во Пласница и по Јаоски. Молим те, наредни избори неќеме да имаме, си имаме за секогаш више градоначалник. Само двајца сведоци беа дел од судбоносното да на овој пар од Скопје. Не може прослави, нема ништо, ама добро. Здрави. Свадби и погреби во време на COVID-19. Значи, многу се чувствителни овие ситуации. Од стартап до успешен бизнис. Постојат можности кои што не се само вработување во државна администрација или во банка, односно тој тип на сигурна работа. Јас верувам дека стартапите ја имаат моќта да направат трансформација на македонската економија. Општина Пласница останува кај Јаоски. По 24 години управување од Исмаил Јаоски, на чело на локалната власт во Пласница застанува неговиот брат Алија. Еден жител на општината по вчерашните избори, дали на шега или искрено, вели: "Ве молам веќе да нема избори, си имаме доживотен градоначалник." Печат на изборниот ден во Пласница остави и јавното гласање на Исмаил Јаоски, што е казниво по закон и зашто допрва ќе треба да се изјаснат институциите. Хекура на Кифи. Пласница gjatë vikendit u bë me kryetar të ri. Pas 2 dekadave të udhëheqjes së Ismail Јaoskit në vendin të tij, erdhi vllau i tij, Alija Јaoski. Përveç zgjedhjes së kryetarit të ri, votimin e shoqëroi një gjes nga kreu i mëparshëm i komunës. Kur ai shkoi të votojë, deputeti Јaoski vendosi të tregoj publikisht se nuk ka votuar për vëllain e tij. Edhe pse i është thënë se votimi ishte i fshehtë. Kandidati i dytë, Ramazan Shirifoski, nuk u paraqit fare para mediave. Për disa votues, nuk ka më nevojë për zgjedhje lokale në Plasnicë. Molim te, naredni izbori nećeme da imame, si imame za sekogaš više gradonačelnik. Si u zgjodh kryetari i komunës në Plasnicë. Plasnica është një komunë me 4 vend banime, 4.954 votues dhe 8 vend votime. Nga ato 8, 6 qendra të votimit janë në shkollën fillore Mustafa Kemal Atatürk. Në hyrje, gjithçka ishte sipas protokoleve dhe rekomandimeve për votime në kushte të epidemisë COVID-19. Kështu që votuesit ishin të kënaqur. Дали гласовте? Да. Како помина дали? Многу, супер. Супер. Гласањето се одбиваше во најдобар ред, се почитуваа сите мерки во врска со пандемијата, пред се протоколите се почитуваа ради заштита наша и на останатите граѓани. Го дадовме својот глас, многу добро течеше гласањето и Дали се почитувале протоколиве? Се почитуваа, све беше мирно, све беше окей, народот си е кај нас добар. Plasnica është një komunë e vogël, por pritjet e qytetarëve për atë se çfarë do t'u sillnin zgjedhjet nuk janë të vogla, sepse të tilla janë edhe problemet. Повеќето од водата е кај нас е црна точка водата, меѓутоа има доволно, ама ќе се соберат избори така, веќе имат за преглаво биќе готово е пред крај. И сега за Пласница. Од новиот градоначалник очекуваме да ни се подобри инфраструктурата на нашите населени места во нашата општина. Очекуваме да има вработување. Мислиме дека е многу добар градоначалник ќе видат. Banorët e Plasnicës kishin zgjedhje midis 2 emrave në flet votim. Ramazan Shirifoski ishte kandidati i Lëvizjes për Bashkim Kombëtar të Turqve. Kandidati tjetër ishte nga rradhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, Alija Јaoski, vëllai i deputetit Ismail Јaoski, i cili për 2 dekada ishte kryetari i komunës së Plasnicës. Ismail, i cili tani është deputet i parlamentit nga lista e BD-s, u shfaq para se lista Alias gjysmore para mbylljes së qendrave të votimit. Të drejtën e votës e ruajti deri në momentin e fundit.
Deputeti Jahoski respektoi protokollet shëndetësore, por kur hyri në qendrën e votimit, ai kërkoi të votojë publikisht, për të cilin mori shpjegim të sjellshëm se nuk mundej. Може ли јавно да гласа? Не. Вие сакате да гласате против братот ваш. Јас претпоставувам. Не, за параванот. Pasi votoi prapa paravanit, Jahoski megjithatë tregoi për kë votoi. Nëse ai ka shkelur fshehtësinë e votimit, gjë që dënohet deri në 3 vjet burg, do të vendoset nga prokuroria. Ajo që është e sigurt është se vota e tij nuk ndikoi në rezultatin përfundimtar. Nga 4.954 votues në Pllastnis, dje votuan 1.974 ose pothuajse 40%. Nga ata që votuan rreth 86% e mbështetën Jahoskin, gati 12% Sherifoskin, ndërsa 2% vendosën një fletë votimi të pavlefshme. Urimet filluan shpejt. Në eufori, u harruan protokollet dhe masat në hapësirat ku ishin vëllezërit Jahoski dhe Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Pikërisht, antari i qeverisë ishte përgjegjës për shpalljen e fituesit para mbështetësve. Жителите на ова многу важна општина го кажа својот глас, каде доверба над 85% му дадоа на кандидатот на Демократската унија за интеграција, господин Али Jahoski. Alia Jahoski nuk po e trashëgon vëllain e tij për herë të parë. Sipas të dhënave nga regjistri qendror, kryetari i ri i komunës së Pllastnicës është pronari i ndërmarrjes Pucko Commerce Company, e cila ka të punësuar 24 persona dhe vitin e kaluar kishte qarkullim prej rreth 750.000 euro. Deri në vitin 2008, pronari i asaj kompanie ishte Ismail Jahoski. Megjithatë, familja është e njohur për një kompani tjetër, Pucko Petrol. As kryetari i vjetër dhe as kryetari i ri nuk janë zyrtarisht pjesë e pronësisë, por deri në vitin 2014 atje shfaqej emri Ismail Jahoskit. Tani pronari i kompanisë që ka qarkullim vjetoror prej 46 milion euro është Asmir Jahoski, djali i deputetit Ismail dhe nipi i kryetarit të ri Alia Jahoski. Përveç bizneseve familjare, ai tani do të duhet të punojë edhe për problemet e qytetarëve. Во делот на водата, ние во моментов имаме кој се реализираат проект во планините, негде 80% е реализиран. Во рок од 3 месеци тие извори се навистина капацитет огромен од 24 литра во секунда и се надаваме тој проблем се решава за навек. Por për të zgjidhur problemin e punësimit dhe mbajtjes së të rinjve në komunë, Jahoski vlerëson se pushteti lokal ka nevojë për ndihmë nga shteti. Ние сме мала општина, руелна општина, која општина живеат од земјоделие и од сточарство. Значи, нема како начин да ги задржиме, али јас како приватна фирма и останатите фирми имаме дел задржан од тие млади. Се надеваме дека државата нешто може да помогне со незина помош, да се отвори некој погон кој што со незина помош може да се задржат, да останат тие што се останатите. Zgjedhjet e gjeshme Jahoskit vendin e kryetarit ja garantojnë vetëm deri në vjeshtën e ardhshme, sepse u zgjodh në zgjedhje të jashtëzakonshme, pasi që vëllai i tij u bë deputet. Zgjedhjet e rregullta lokale janë pas rreth 10 muaj. Jahoski thotë se do të kandidohet edhe atëherë, por vetëm nëse arrin të përmbush të paktën 60 deri në 70% të projekteve të premtuara. Mbështetësit e tij presin që ai të vazhdojë atje ku është ndalur vëllai i tij. Новиот градоначалник очекуваме уште подобро него од стариот градоначалник. Да го мири. Стариот градоначалник све направи во Пllastnica, за оја пола народ овде пак не чинет. Тој што придонесе во Скопје нема придонесено никој. Така е. Алија не ми е ни брат, ни побратим, ни Исмаил. Не зборуваат фамилија. Значи не зборуваат фамилија. Луѓето се вредни. Придонесуваат и за македонци, и за албанци, и за роми, без разлика на вера и нација. 360 град gjithashtu përpoq të kontaktoj kundërshtarin e Jahoskit, Sherifoskin, por ai nuk do të komentonte publikisht për rezultatin dhe dallimin e votave. Koment të tillë morëm nga një banor i Pllastnicës.
Значи си имаме доверба и во претходниот и во него си имаме голема доверба. И молим те, значи наредни избори неќеме да имаме, си имаме за секогаш више градоначалник. Сакате стално да види овој? Да, воопшто. Неќеме повеќе избори. По изборите во Штип, успехот што го слави СДСМ не е толку победата на нивниот кандидат Сашко Николов сама за себе, колку нејзината символика. Со бојкот на најголемата опозицијска партија, здравствена и економска криза и со блокада од Бугарија за ЕУ, на владеачката партија и успеа да ја достигне неопходната минимална излезност за изборите да бидат успешни. Од ВМРО ДПМН е вела дека тоа било постигнато на мафијашки начин, со притисоци и подкуп. Галена Николовска Ризвановиќ има атмосферата од Штип. Корона поздрав и по некоја преградка. Брзо по затворањето на гласачките места во 19 часот, членови и поддржувачи на СДСМ веќе почнаа да си честитаат за изборите во Штип. Него чекаа пребројувањето гласови, бидејќи најважен беше цензусот, да излезат барем 1/3 од гласачите во услови на бојкот на ВМРО ДПМН. Од вкупно 41.777 гласачи, требаше да излезат најмалку 13.926 за да се избере градоначалник. На крај гласаа 14.528 или само 602 над потребниот минимум. Колку е мала разликата меѓу потребниот и остварениот одзив и не беше важно во штабот на СДСМ, особено откако стигна дојава дека доаѓа кандидатот за градоначалник Сашко Николов. Меѓу првите кои го пречекаа Николов беше поранешниот градоначалник на Штип и актуелен министер за транспорт Благој Бочварски. Токму Бочварски ја прекина низата победи на ВМРО ДПМН во 2017 година, кога во вториот круг освои 15.078 гласа наспроти 13.363, колку што освои Илчо Захариев. По првиот круг, кандидатот на ВМРО ДПМН имаше 36 гласа повеќе од кандидатот на СДСМ. Покрај Бочварски, први со честитки до Николов беа и вице-премиерот Љупчо Николовски, повеќе ми на пратеници и други функционери на СДСМ. Значи, покажаваме денеска дека во Штип владее демократијата. Покажаме дека секој што сака да ја блокира, да обструира, да ја деструктуира оваа наша преубава општина, не му е местото тука. Николов тврди дека немал сомнежи ниту стравување дека ќе биде достигната потребната излезност за изборите да бидат успешни. Во петокот се гласа оние кои што беа ковид позитивни во изолација. А ако ја гледате таа бројка е само 12 лица. Таа бројка треба да ви даде на знаење дека ние не се плашевме дека на 13 декември ќе го постигнеме цензусот. Него напротив, сакавме сите оние наши сограѓани кои што беа во изолација да се чувствуваат сигурни дома, да си го чуваат здравјето, а сите од други граѓани кои што се надвор од изолација, бевме сигурни дека повише од 14.000 ќе излезат и ќе гласаат за оваа демократска програма, за оваа перфектна програма за град Штип во наредните 10 месеци. Победничката атмосфера кулминираше со пристигнувањето на премиерот и председател на СДСМ Зоран Заев, кој прогласи победа и во символична смисла. Граѓаните го казнија неодговорното однесување на раководството на ВМРО ДПМН кон Штип, кон центарот на Македонскиот исток. Кажаа да за напредокот на Штип, да за грижа, одговорност и стабилност. Не за блокадите, не за бојкотот, не за лаги, стравови и хистерии. Не дозволува овој наш народ блокади, кочења, уназадување. Одам да скопи утре студена влада. Гостите за Скопје ги испратија со блех музика, а домакините продолжија со прославата. Освен победникот на изборите за градоначалник во Штип учествуваа уште 4 кандидати. На само 100 метри од плоштадот каде СДСМ славеше победа, исходот од гласањето го следеше Симон Поликарп, кандидатот за градоначалник од Интегра. На крај тој освои 1198 гласа, без кои во Штип немаше да има цензус. Поликарп е среќен со гласовите, но не и со неправилностите. Има подкупи, има притисоци, има уцени. Дури денеска во ден на избори
Има и кампањ. Кампањ треба да е прекината пред 3-4 дена во одредени изборните места. Но сепак, ние сме благодарни на Бога за тоа што можеме да постигнеме со лимитираните ресурси и во кратко време. Голема штета, како што велат од Интегра, за нив предизвикала и негативната кампања, но и притисоците за бойкот на изборите. Апсолутно мислам дека ваквиот повик за бойкот од оние кои го испечатиле ни нанесе огромна штета, можеби 50% од граѓаниве кои планираа да излезат не излегоа, беа повикувани и денеска јавно по телефони да не излегуваат. Ние секако ќе ги продолжиме раце на радост и им честитаме за нивните победа, мада не е тоа честна победа. За сега единствената официјално регистрирана неправилност при гласањето во Штип е одлуката на двајца повозрасни сопружници болни од COVID-19 да излезат на гласачкото место наместо да седат дома. Но од опозицијската ВМРО ДПМН, која ги бойкотираше изборите, обвинуваат за низа неправилности. Заев среде корона организираше на сила избори само за да се спасат од власт. Вадеа луѓе болни од корона без никакви протоколи. Се истураа со пари за глас повеќе, а цената за глас достигнуваше нешто над 200 евра. Се правиа притисоци, закани и уцини, само за да ја зачуваат градоначалничката фотеља. Цела држава ја кренаа на нозе за само еден градоначалник и издвојуваа пирова победа која денес штипјани скапо ја плаќаат со своето здравје. Штипјани кои решија да излезат на гласање велат дека не биле исплашени од епидемијата, внимавале на мерките за заштита и не се колебале да го остварат избирачкото право. Тоа што се е безбедно, нема ништо што да се плашиме. Мирно, добро, супер биде. Почитува се се, сите 2 метра. Сите се со маски, мислам дека мирно помина. Мислиме дека подобро ќе биде. Ќе видиме. Ќе стигне за 9 месеци да направи се. Абе, нека почне па други кој ќе го гласува, па и тај ќе работи. Дел од гласачите очекуваат идниот градоначалник да си го исполни ветеното, а дел пак признаваат дека излегле да гласаат иако не им се допаднала ниту една од опциите. Што да кажеме? Од никој ништо. Што да кажеме? Па зошто гласавте? Па те така реда да ни мине. Што очекуваме? Што? Ништо, како ми довај. Па зошто гласавте? Гласам. Тоа е мое право граѓанско. Да се искористам глас. А надаме се ќе биде боле, ќе направиме нешто за овој град. Сашко Николов сепак вчера не доби 4 години во градоначалничката фотелја во Штип. Мандатот ќе му трае до октомври идната година, кога се очекува да се одржат редовните локални избори на територијата на целата држава. Одиме на реклами, па се враќаме со сториите. Само двајца сведоци беа дел од судбоносното да на овој пар од Скопје. Не може прослави, нема ништо, ама добро. Здрави. Свадби и погреби во време на COVID-19. Значи, многу се чувствителни овие ситуации. Од стартап до успешен бизнис. Постојат можности кои што не се само вработување во државна администрација или во банка, односно тој тип на сигурна работа. Јас верувам дека стартапите ја имаат моќта да направат трансформација на македонската економија. Човек може да стапи во брак и повеќе пати во животот, но само еднаш се раѓа и умира. За добро или за лошо, традиција на Балканот е овие настани да се одбележуваат со присуство на многу луѓе. Но COVID-19 ја оневозможува таа пракса пред се поради ограничувањата за групирање и собирање на отворено и во угостителски објекти. 360 степени во Македонија и Јужне вести во Србија разговараа со оние на кои најмногу влијаат ваквите мерки за тоа дали му даваат предност на јавното здравје или на личното право да слават или тагуваат. Ирина Каревска. Една од мерките за заштита на јавното здравје во време на COVID-19, која најтешко им падна на граѓаните, се забраните и ограничувањата на веселбите и прославите, но и погребите и помените. Но правото да се прослави нешто или испрати некој понекогаш не можеше да се спречи.
И покрај апелите од надлежните, организиран беше масовен погреб на поранешниот пратеник и лидер на партијата Сојузот на ромите Амди Бајрам. А Македонија не е исклучок. Ipak veliki broj građana i sveštenika tokom odavanja počasti patrijarhu dan pre sahrane u Sabornoj crkvi nije nosio maske. Mnogi su ljubili kovčeg koji je bio prekriven providnim staklom. Што е поважно, јавното здравје или правото да се слави и тажи? Само двајца сведоци беа дел од судбоносното да на овој пар од Скопје. Младенците одлучиле да ја завршат свеченоста наместо да ја одложат, иако тоа значеше дека членовите на најблиското семејство ќе ги чекаат пред, а не во зградата на матичната служба. Нормално не е едноставно, пошто нели треба сепак многу пазење, многу со маска, со тоа се едно со друго, ама се прилагодувам. Прослави? Не може прослави, нема ништо, ама добро. Здравје. Ќе видиме до година ако нешто биде плюс, а сега да сега, тоа е. Склучувањето бракови во време на епидемијата не прекина, но прослави се забранети. Со забрана за танцување, забрана за жива музика и ограничување за четворица гости на маса, свадба не се прави. А со такви правила, барем во центарот на Скопје, ретко може да се види место каде атмосферата наликува на забава. Кој да го тргнеме на страна, а прославите и кафеаните се друга работа. Тоа зависи до расположението на човекот. А ковидот малце е клише сега за сега. Додека дел од гостите колку толку се релаксираат, угостителите книжат загуби. Рестрикциите ја променија работата особено на локалите познати по вечерните забави, па од еден вид диско-клубови станаа обични кафулиња. Еден осврт да направиме уствари со ланскиот период декемвриски овој е поразителен, значи 80 до 90% сме паднати. Ланскиот период не можеше се помине тука. Дел од угостителите гледаат вина во оние што не ги почитуваат мерките, па поради нив велат страда цел сектор. Не ставаат во една незавидна ситуација нас угостителите, кај што се бориме моментално со крајни маки, за да ги спочитуваме протоколите и да и докажеме и на Комисијата за заразни болести и на државата дека почитуваме протоколи. Иако не прозваа пред 2-3 месеци дека сме извор на зараза. Ние се поделиме по општини, кај ќе се јават дека е проблематично. Еден од начините преку кои некои угостители ги заобиколуваат протоколите е што ги советуваат свадбарите и други групи да не носат костуми и венчаници, за да не го привлечат вниманието на инспекторите и полицијата. Дека не станува збор за урбан мит, потврдуваат пазарните инспектори. Имало такви ситуации каде што се направил обид од страна на угостителите да направат вид на измама или заобиколување на реалноста, меѓутоа нашето искуството на терен, познавањето на законите и протоколите ни овозможува да во одредена ситуација точно утврдиме дали станува збор за прослава, забава или најобичен ручек вечера. Така да и тие ситуации не успеале, значи биле соодветно казнети. Но контролата на терен не оди секогаш лесно. При снимањето заедно со инспекторите низ Скопје наидовме на случај во кој на иста маса седеа повеќе гости од дозволеното. Штом ги видоа инспекторите, експресно се распрснаа на други маси. Кога се работи за ситуација каде што едно лице е плюс на маса и тоа истото лице во моментот на надзорот повеќе не е на таа маса, во тој случај не постапува. Без веселби се прават најголем дел од свадбите и во соседна Србија. Разочарани нисмо, во сваком случај е битно да сме се венчали. Овако лепо у цркви е сада, биće времена за веселје, биće деце, па негде тада ќе можда веќе веселје за први роđendan, крштење детето. Но други решиле да почекаат додека не се дозволат прослави. Милјана Ѓорѓевиќ од Ниш засега носи само свршенички прстен. Од почетокот на пандемијата свадбата ја одложила 2 пати. Mi nije bilo sve jedno jer je sve bilo
organizovano već. Znači, samo te pozivnice, kažem, nisu bile. Mi smo kupili burme, ja sam već isplanirala i koju ću haljinu da nosim. Sve skoro je bilo gotovo. I onda je to malo onako, ipak tako nešto se ne planira svaki dan u životu. Morate da želite da taj dan bude prosto vaš i da bude onako kako ste vi želeli da to sve izgleda. Во ресторанот каде планирала свадба, последна веселба имало на почетокот на март, што е огромен финансиски удар. Bez ikakvih prihoda prosto je nemoguće izvršiti bilo kakvo plaćanje, sem tih pozajmica, ali ni to ne može da ide do veka. Tako da situacija je ne strašna, situacija je očajna. Но додека во име на јавното здравје, владата во Белград ги ограничи свадбените прослави, на интернет страниците на ресторани и хотели во Србија се нуди дочек на Нова година. Во Македонија има друга појава. На големо се нудат и бараат станови и вили. Со други зборови, додека честните одложуваат свадби или ги прават без прослави, други бараат дупки во законот. Токму поради овој ризик од тајни забави, Независната угостителска комора во Македонија бараше да се дозволат веселби во угостителски објекти со одредени протоколи, кои би биле унифицирани за целиот балкански регион. Трагедијата е што угостителските објекти по сите анализи во денешно време кога се гледа не само што не допринесоа, не беа ни причинители за бројот на заболени, него не соодветните протоколи кои што немаше контрола на организација на забавите, кои што веќе не може да се организираат во угостителските објекти, преминаа во така наречени алтернативни решенија за начин на забавување или underground забави, во кои што се масовно изнајмуваа вили, кујки, базени и сите тие работи да се организираат, дојде до ситуација да се појави овој број на заболени. Каква и да е контролата на угостителските објекти, таа постои. По вили и станови, никој нема надлежност да контролира дали се почитуваат мерките против COVID-19. Вакви слики се чини допрва ќе гледаме, бидејќи на прагот се и слави и празници. Во пресрет на најголемите денови за православните верници, полни се верските храмови. Со или без заштита, верници доаѓаат на литургија и причест. Индивидуално секој кој милува да дојде во Божјиот храм, ние не може да го спречиме. Можеме само, ако во случај го видиме дека е без заштитна маска, можеме само да му дадеме една не наредба, него молба, ве молам, ставете вашата маска, бидејќи со вашето присуство тука, ако сте без маска, може да биете потенцијален носител на COVID-19. За Василка Поповска верските собири не се закана за ширење на вирусот, но домашната слава, вели, годинава нема да биде како претходно. Обичните обичаи заедно дома со сопругот си ги направиме, што следи за славата, отецот нема да му сгрешиме, што треба се ќе сториме за заштитникот на семејството. А тоа ни е отецот Свети Никола, што не само јас и многу други го слават како слава. Господи помилуј, Господи помилуј. Истото мислење го делат и други верници. Не е она више што беше порано. И онака луѓето се оддалечија еден од друг. Па сега со коронава, па е птен. Порано, значи, се собиравме, ќе дојдат кај мене, ќе отидеме негде, сега нема. Го нема тоа. Станавме бетер од запад. Бакнувањето икони и причест со иста лажичка претходно го поделија мислењето на јавноста поради ризикот од ширење на вирусот. Иако не ја спорат заканата од COVID-19, дел од свештените лица се децидни, причести ќе има и за Божик по стари правила. Кога би секнала причесната, ја ви кажувам дека ковидот ќе биде уште порашен. Еве. Се додека Господ го имаме и се додека Господ го примаме, јас ви велам дека тоа ќе се спласне. Да не очекуваме дека злото ќе го победиме без доброто. Во никој друг случај. Бидете сигурни со сето тоа. И бидете сигурни дека додека се причестуваат луѓето подобро. Но кога се болни нека не доаѓа. Новите навики тешко им паднаа и на муслиманите. Свештениците велат дека венчавките се прават во најтесниот круг на семејствата, а намален е и бројот на верници кои доаѓаат за молитва. Besoni, për dallim nga vendet tjera, sikur që janë kafenet, restoranet, vendet e ndryshme,
në xhami dhe në gjatë kryerjes së obligimeve fetare, më së tepër me respektohen protokolet. Еден од најголемите предизвици беше да се едуцираат верниците за новите правила и за погребните ритуали. Иако забраните за групирање на повеќе од 4 лица на јавен простор важат секаде во Македонија, пред капелата на гробиштата во Бутел секогаш не се почитува ова правило. Ако лицето е починато од COVID-19, не смее да има никакви верски погребни ритуали, а право на присуство имаат максимум 5 лица. И поповите и оџите велат дека свеста на луѓето за здравието е поголема сега отколку на почетокот на епидемијата, но додаваат дека има исклучоци кога желбата да се испрати покојникот ги крши протоколите. Тоа се тажни моменти кои што влијаат врз самите луѓе, но затоа сме тука да го дадеме мирот на луѓето. Свесни сме во која состојба се, свесни сме колку биле сакани тие луѓе што се заменуваат и колку они ги сакале нив. Свесни сме дека се последен пат сака да се изразат љубовта еден кон друг, но тоа што постои треба да се заштитиме моментално. Не е целта да отиде и некој друг или да заболи и се е можно. Знаете како е? Вие гледате дека како се напаѓаат лекари, како се значи многу се чувствителни овие ситуации. И теологот треба да биде многу внимателен во момент кога некој го погреба татко, мајка, роднина, сега ти да му кажеш немој да се приближиш надвор од гробишта. Значи тоа е вонсенс. Затоа ние се трудиме да окренеме свеста. Свештениците сепак не се надлежни за спроведување на протоколите. Тие што имаат таква моќ, како полицијата и управата на скопските гробишта Бутел, не ни одговорија во колку случаи е утврдено прекршување на протоколи при погреби. А цела јавност виде дека барем во еден случај беа присутни на таков настан. Поранешниот пратеник Амди Бајрам го испратија стотина присутни. Имаше и поворка која ја предводеше полициско возило. На погребот беа и членови на најтесното семејство кои биле во контакт со политичарот, кој почина од COVID-19. Од друга страна, многу обични смртници не добија шанса за последен поздрав со своите најмили. Некои поради ограничувањата за бројот на присутни, а други бидејќи имаа решенија за изолација. Ограничувања за присуство на погреби има и во Србија, но и таму не се почитуваат секогаш. Таков беше случајот со поглаварот на Српската православна црква, кога и покрај препораките, голем број верници без заштитни маски дојдоа да му оддадат почит на патриархот Иринеј, кој почина од COVID-19, а го бакнуваа и стаклото од ковчегот. Дали ќе има нов раст на заболени по славите и празниците, најмногу ќе зависи од совесноста на граѓаните и одлуката дали да се загуби некоја веселба или да се ризикува губење на нечие здравје и живот. Може ли стартап компаниите да бидат еден од двигателите за раст на македонската економија? Така наречениот екосистем е поставен, а има и помош за оние што сакаат да се обидат, и домашна и странска. Потребни се храброст и пред се идеи. Зоран Јовановски на оваа тема која не е многу присутна во мејнстрим јавниот простор. Петар Ниновски имал почеток на кариерата како што многумина во земјава би посакале. Дипломирал и набрзо се вработил во меѓународна компанија на добро платена позиција. Но во 2015 година решил да оди подалеку од македонскиот сон. Отворил своја стартап компанија, односно фирма која почнува од нула. Секоја компанија на почетокот кога сака да развие иновативна идеја што не е стандардна, што не е дуќанче, што не е пекара, што сака да понуди иновативен продукт, почнува како старт. Пробува со еден продукт, пробува со друг продукт, пробува бизнис моделот, го менува, така натаму, додека не направи тоа, ние го викаме продукт маркет фит. Односно дека не извади продукт што ќе може да се, што ќе има доволно број на клиенти што ќе сакаат да го конзумираат, да го купат, за да може да овозможи да раст на компанијата, проширување и така натаму. Производот што Петар го понудил на пазарот е квалификувана работна сила, или поедноставено, предвидел дека во светски рамки ќе почне да недостигаат работници во IT секторот, па нашол начин како брзо да обучува таков кадар. Решивме да направиме компанија која ќе им овозможи на луѓе брзо да се стекнат со дигитални вештини, која подоцна ќе им помогнат да се вработи да започнат нова кариера
и дополнително ќе им помогне на луѓе да се преквалификуваат, луѓе што веќе имаат некои други вештини, да се преквалификуваат за да може да започнат во овие индустрии. 5 години подоцна, стартап компанијата на Петар, Brainster, има 30 вработени и 100 надворешни инструктори. Нивните програми за обука ги поминале повеќе од 9000 луѓе, до пред корона кризата во училница, а сега и онлайн. Освен во земјава, имаат канцеларија во Австрија, а од следната година и во Словенија и во Хрватска. Отворените работни позиции што ќе ги видиме во 2025 година, 50% од нив се уште не постојат. Толку брзо ќе се менуваат работите во иднина. И за тоа образованието мора да одговори на не само на моменталните потреби, него да предвиди што е what's next, односно што е тоа следно што ќе треба луѓето да го знаат. Бојан Трајковски е еден од производите на Brainster. Бил економист во национални шуми пред да се преквалификува пошто добил понуда да продолжи како инструктор, а се вработил и во една странска IT компанија. Нема ограничување ниту дали се работи од некоја финансиска гледна точка, ниту пак по однос на скалилото на кое што ќе се искачувате, почнувајќи од junior позиција па се до senior, се до тоа зависи од вашиот скилс, од вашите способности, колку брзо ги совладувате некои вештини, колку брзо се прилагодувате на нештото и идите напред. Христијан Волкановски пак ја поминал Академијата за дигитален маркетинг на Brainster, паралелно со студиите по туризам. Сега тој ја оддржува интернет страницата на невладината организација Стартап Македонија. Покрај тоа што факултетот ти го нуди, секогаш треба плюс нешто од себе да дадеш, нешто ново, некој нов импулс за нови предизвици во животот, кариерата, подобрување на кариерата и слично. Стартап Македонија, каде Волкановски ја добил првата работа, е организација која помага во поврзувањето на сите актери во стартап заедницата во земјава. Основана е со помош на швајцарската програма за предприемништво SVCP, од каде добива континуирана поддршка. Целта е на едно место да може да се сретнат образовните институции, инвеститорите и самите компании. Се направи дигиталната платформа на која што буквално секоја стартап компанија може да направи свој профил, секоја организација која што пружа поддршка, секоја институција која дава финанси или било каков допринос кон тие стартапи, исто така може да се приклучат кон платформата, поради тоа што тоа е идејата сите да бидат на едно место и да можат понудата на услуги кон стартапите да ја најде побарувачката на правото место. Една од карактеристиките што го разликуваат стартапот од обичен бизнис се иновативноста и потенцијалот за брз развој. Во овој период, конкретно, претпоставувам дека ќе биде брзо растечки стартап, тој што ќе најде како да се адаптира на промените, а со ситуацијава тоа е да успее дигитално да ги пренесе своите услуги или продукти на начин на кој што не биле до сега направени и да овозможи да ја пружа својата услуга дигитално. Например, стартап не може да биде бурекчилница. Ако бурекчилницата направи некој иновативен бурек и направи некоја иновативна машина за правење бурек која што наместо, не знам, карикирам 5 сати го прави бурекот за 5 минути со истиот квалитет или уште подобар квалитет од другите бурекчилници, тогаш еве го потенцијалот за брз раст. Добрата бизнис идеја и план се клучни предуслови за основање стартап компанија, но за таа компанија да почне да работи, потребни се пари. Мора да се напомене дека е многу тешко на новооснованите бизниси да пристапат до финансии, освен ако самите не стават свој колатерал, за да добијат средства од банка, но затоа се посебните банкарски инструменти. Тука се ангел инвеститорите, кои што сакаат да помогнат на бизнисите и гледаат начин како со својата експертиза, средства и мрежа да помогнат на бизнисот, а бизнисот кога е во некоја подоцнежна фаза, односно веќе има продукт кој што се продава на пазарот и е потребно поддршка на растот, излегување на нови пазари, тука постојат VC фондовите, односно фондови на ризичен капитал, кои што возможуваат инвестирање на големи средства за да може да се поддржи растот и да се скрати времето до успехот кој што бизнисот сака да го има.
А сите овие чинители го градат така наречениот стартап екосистем, што е кратинка од економски систем. Тој има 3 столба: јавен сектор, приватен сектор и образование. Целата идеја и целата поента е колку повеќе луѓе разбираат што се тоа стартапи, кои се сите можности кои постојат во овој екосистем, да се инспирираат и мотивираат да и тоа и го работиме, промена на начинот на размислување, дека постојат можности кои што не се само вработување во државна администрација или во банка, односно тој тип на сигурна работа, него да се охрабрат дека ќе има кој да ги поддржи доколку сака да започнат свој бизнис. Нина Николич работи во швајцарската програма за претприемништво SVCP, која ги поддржува македонските стартап компании првенствено преку носење странски експерти. Работат со нив да им го пренесат тоа знаење, да им го пренесат искуството, да ги научат, односно да им покажат што функционира, што не функционира и заедно да го одиме тој процес, да собираме искуство од страна, меѓутоа да си го моделираме развојот на нашиот екосистем по наш терк. А заедно кога ќе ги одредиме тие цели на каде ќе се движи, тоа за нас ќе значи дека ја креираме новата економија во земјата и креираме можности за не само наши сограѓани да се охрабрат и да започнат свој бизнис, меѓутоа гледаме дека има интерес и од странски државјани, имаме веќе неколку примери кои што се решиле дека од тука може да го започнат и да го менаџираат својот бизнис. Таков пример е 31 годишниот германец Карстен, кој веќе 2 години живее во Македонија. Водел бизнис во Холандија, но по туристичка посета пред 4 години решил да отвори стартап компанија во Скопје. I think the kind of people that we're working with, they are usually quite eager to learn and to develop. They are here kind of because they see that there's an opportunity to develop. So being able to try out things here from Macedonia, like with working clients from all over the world, we can experiment, sometimes we can fail. So the same thing we would not have in, for example, in the Netherlands, where everything has to be very thoroughly planned out, nothing can go wrong. So I think here it's easier to take some risks, and I think that's what I'm enjoying here a lot more to run a business. Неговата компанија сега има 55 вработени, кои без оглед на COVID-19 немаат потреба да доаѓаат на работа, туку работат од дома. Таков е IT секторот. Карстен вели дека ужива да работи во македонски околности, но има и препораки како да се подобри овдешниот екосистем. The biggest contribution is they can do is when they'll just try to take away all the obstacles that early stage companies have. For example, it's about the registration process of setting up a business. How often do you need to report, the bureaucracy linked to it, thinking about how to set up like the payment system. Like, I think a lot of IT companies, they would have clients all over the world. So really essential is being able to receive money from all over the place, whether it's Stripe, PayPal or whatever different payment system. Дека во македонскиот екосистем има многу кочници за стартап компаниите, признаваат и од Државниот фонд за иновации и технолошки развој, чиј фокус се токму стартапите. Прашање што не ги кочи, а не што ги кочи. Меѓутоа, еве заедно со стартап советот баш веќе работиме на некои од тие законски измени. Едно од нив е ликвидирање на фирма. Стартап е фирма што ја отвараш, ја затвораш, може ќе успее, може би не. Кај нас знаеме дека процесот на затворање на фирма може да трае година дена, да ќе отвори за 2 дена, ама пробај затвори ја. Тука е законот за конвертибилен заем што ќе овозможи развој на бизнис ангели, многу важен сегмент во стартап екосистемот. Ние ќе бараме менување на законот на странци, со тоа што ќе креираме програма за дигитални номади, односно луѓе од странство, кои што би сакале да дојдат да живеат во Македонија. Во последниве 5 години, фондот поддржал околу 560 компании, од кои повеќе од половина се стартапи. Во нив државата вложила 23 милиони евра. Дали е тоа доволно? Не. Затоа што јас верувам дека стартапите ја имаат моќта да направат трансформација на македонската економија и токму поради тоа во нашата среднорочна и годишна програма направиме еден столб што ќе се фокусира само за развој на македонскиот стартап екосистем. Не зборам тука само финансиски инструменти, туку и законски промени, регулации, на еден начин да создадеме атмосфера да ја покажеме моќта и колку ствари стартапите може да придонесат кон креирање на нова, компетитивна економија и на поинаква слика за нашата земја.
Еден од чекорите за помош на стартап заедницата е и најавата на владата дека ќе понуди бесплатен простор и други потребни услови за стартап компании во комплексот Македонско село, на падините на Водно. На тој начин, комплексот отворен во 2016 година, кој во меѓувреме пропадна, би станал седиште на глобално ориентирано стартап село. Но за приказната да биде успешна, потребни се добри идеи и инвеститори со кои, меѓу другото, ќе се подобри сегашната статистика, која вели дека 1 од 10 стартап бизниси е вистински успешен. Уште едни реклами па саботажа. Останете на осад. Честните пронаоѓачи на тајните документи за вакцината кои будат сериозен интерес, ама поради страф од длабоката држава не смеат да ги публикуваат традиционалните медиуми. Секогаш, како што и вообичаено се случува со вистината, го пронаоѓаат вистинскиот пат за да стасаат до бескомпромисните професионалци, чија задача е да ги обелоденат, за да му ги отворат очите на народот. Да се разбуди свеста дека некој човештвото буквално не само што започна да го роботизира одамна, туку го става в пранги и се обидува да го депопулира и да се дојде до таа златна милиарда жители максимум што би требало да го има светот, што спонзорите на овие вакцини начело со Бил Гейтс ги најавија. Сепак изворот од кој се црпат овие цврсти докази за планираниот геноцид не ја гарантира ексклузивноста, што можноста да го користат. Имаат и други, не само познати, туку и светски докажани борци за човекови права, кои дури ја имаат на располагање и листата на спонзори на вакцината. Светски центри моќ, чие главно седиште у Вашингтону, то су Комитет 100, Савез за спољну политику, Зилатерала и тако даље. Tu su svetske masonske centrale. Oni imaju za cilj da smanje stanovništvo celog sveta na manje od 1 milijarde. Се разбира, клучното прашање од каде е таа технологија која се користи за да биде спроведена оваа масовна операција. Одговорот го имаат кои ако не припадниците на суверенистичките и патриотските организации, кои врз основа на долги научни истражувања утврдиле дека се работи за документација преземена од ангелот на смртта Јозеф Менгеле. Буквално неговата идеологија се пренесе во Соединетите Американски држави преку таткото на Бил Гейтс и преку други високи службени лица од американските системи и токму тоа е, значи, продолжување на политиката и идеологијата на наци Германија, на Хитлер. Но на овие македонски факти им се противат толкувањата на бугарските источници. Тие со оглед дека нивната администрација во тој период била во таа оска, имаат појасен увид за тоа каде, што од материјалите завршило. Цялата документација на Третиот рајх по отношение на биохимичните изследвања, вклучително и дневниците на Менгеле и така нататък, са си ги прибрали китайците, защото Китай също се води победител. Преди всичко е прибрана японската документация. Майсторите на коронавирусите са били японци. Без оглед на потеклото, на многумина освестени им е јасно дека целта на ковид кризата е луѓето да бидат поробени. Еден од главните символи според тие што добро знаат е маската, според која, како што покажуваат сите податоци, се мери и послушноста, но и умствениот капацитет. 7-8 месеци ниту сам купила маску, ни планирам да купим, ни планирам да ставим маску. Сналазим се како могу, не идем у велике маркете, са то не могу ако мислим да ако ставим нешто на мене, тоа е као да сум веќе поробljena. Тоа е Наравно, и моја тоа е психа. Тачно, и то jeste cilj, ne samo da se gleda ko sluša, ko ne sluša, nego se čak procenjuje inteligencija ljudi. И на крајот, за да нема потреба таа да се мери или проценува, договорено е спасение кое веќе е во тек. Пандемијата е искористена воедно и за маска за воената операција која што се одвива во теков во моментов. Вчера е подпишана и одобрена наредбата од планетарниот председател Доналд Трамп
операцијата е со назив Warp Speed, односно тивка операција за чистење на злото, на сатанизамот и нивните слуги од целата планета. Изгледа дека следбениците на планетарниот председател не сватиле дека тивката операција е сосема спротивна од нивните заложби и се нарекува вакцинација. Се одјавувам на крајот на ова издание на 360 степени. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ке се видиме повторно в петок од 22. Пријатно.